Ние ова утро ве поздравуваме еве од Бокси, односно една година речиси откако се лансираше токму апликацијата за книги за деца, која што го носи насловот Бокси. Колку децата сакаат да читаат детска литература, што најмногу сакаат да читаат, колкава беше употребата на Бокси во изминатава една година откако се лансираше, ова утро дознаваме од Ивана Каранлиева, која што е основач на Бокси. Ивана, ќе ти посакам добро и убаво утро и еве честитки за една година успешно работење на Бокси. Добро утро, благодарам. Да, најнапред сакам само да им честитам на сите успешна школска година и со успех да биде оваа година за сите, заедно со читањето на сите книги кои што им следат. Да, токму тоа ни беше нели и поводот зашто денеска дојдовме во Бокси, затоа што нели имаме еден почеток на нова учебна година, па еве колку децата изминатиот период, изминатава година, откако се лансираше Бокси, сакаат да читаат и ја употребуваат апликацијата за читање која што нуди достапни книги, детска литература на македонски јазик. Така. Изминатава година видовме дека Бокси како прва дигитална платформа и мобилна апликација која што се лансираше на македонски пазар и нуди литература за деца во електронска форма, добивме доста голем интерес и поддршка околу целиот проект, бидејќи најнапред луѓето го препозна она квалитетно поминување време пред екраните. Имавме повеќе од 5000 луѓе кои што ја проба апликацијата, имаме околу 500, повеќе од 500 корисници кои што секој месец ја користат апликацијата и си читаат книги, ги имаме од најмалите до најголемите. Најчесто се слушаат аудио книгите во вечерните часови, што предпоставуваме дека тоа им е кога одат да се легнуваат во кревет, па се слушаат некоја убава приказна. Понатаму доста од литературата која што подразбира лектири за школите беше доста популарна, така да предпоставувам дека за време на летото дечињата си ги искористија шансата додека се на море или дома на распуст да си прочитаат некоја лектира. Така да тука видовме дека има доста интерес. На нас е да обезбедиме што повеќе литература, а на децата е тоа се да го поминат и нормално да добијат поенчиња, па здравје и награди, како што се надпреваруваат во Бокси и сето тоа да оди нели во поголем обем. Ивана, колку се достапни книгите кај нас, еве за да бидат во една дигитална форма, за да можат децата дигитално да ги прочитаат или пак да ги слушаат во аудио форма? Така, имавме неколку разговори со доста вакви интервјуа каде што објаснувавме што се случува во поглед на дигитализацијата, бидејќи не е така едноставно. Издавачите се сега во една фаза на дигитална трансформација, каде што најнапред книгите кои што се за физичка употреба треба да ги трансформираат и да ги направат достапни за електронска употреба. Меѓутоа сето тоа подлежи на едно потпишување договори со авторите за дозвола на таа електронска дистрибуција, така да ништо од тоа не е случајно и ништо не е спонтано, туку подлежи на поголем процес позади. До сега издавачите се доста расположени и се вклучени активно во соработката со нас, со тоа што секој месец ние добиваме нови книги, секогаш тоа има простор за подобрување, бидејќи нас ни треба огромна количина на содржина и затоа активно им помагаме да се дигитализираат и да се ги пласираат своите книги кај нас. Моментално ги имаме сите кои што се достапни за електронска дистрибуција, меѓутоа работиме моментално со сите издавачи да сите останати книги бидат под закон достапни за електронска дистрибуција, така да се трудиме да го зголемиме тој број цело време. Колку книги нуди во моментов Бокси апликацијата за детска литература и не беше што најмногу сакаат да читаат деца во изминатава година, односно кои им се едни од поомилените книги? Да, колку книги има? Има над 1000 детски наслови кои што се на македонски јазик. Имаме над 10.000 книги кои што се на англиски јазик, бидејќи нудиме и таква литература. Имаме над 200 издавачи кои што се во нашето портфолио, меѓу кои најголемите е Harper Collins, кој што е светски издавач, и од нив ги имаме англиските книги, така да тие сакаме да бидат достапни за децата тука, да може и англиска литература да слушаат.
А во поглед на македонската литература, најчитани од лектирите ги издвојам Робинсон Крусо, Хајди, Том Соер, Ана Франк, така да тие се некако се издвојуваат. Од другата литература има скоро се, така да од сите други достапни книгички и аудио книги се расплинети, така да од сите има по некој, се издвојува, во некои месеци се едни, во други месеци други. Така да гледаме дека е актуелно се, меѓутоа сепак ни требаат уште и нови наслови. Ивана, за крај ќе ве прашам, нели, и што е она што наследно планирате да го развиете, нели, што се ќе може да се најде на Букси, односно кои би се плановите за во блиска иднина? Покрај лансирањето за возрастни, кое што следи за неколку недели од тука, многу ни е блиску, ќе го најавиме и тоа ќе биде баш интересно за публиката, да може и возрастните луѓе да се читаат литература на Букси. Следи развој на малку поинтелигентни функционалности во поглед на artificial intelligence, поперсонализиран пристап, да луѓето буквално го најдат само она што го бараат и да го представиме тој холистички пристап на баш како Netflix, само за книги, значи да може самиот recommendation engine, односно самиот систем за препорака на кои книги да ги читаат луѓето следно, ќе биде доста попаметен, така да сето тоа само ќе биде чувство на подобро корисничко искуство, и тоа се ќе работи во позадина, нема да биде толку очигледно за корисниците на прва, меѓутоа во искуството тоа ќе го осетат и понатаму ни следат лансирања на други пазари. Да, навистина убави проекти кои што си ги имате замислено за видина. Јас суштина Ивана ќе ви честитам за една година успешно работење на Букси и за сите новитети кои што ги најавивте за во блиска иднина. Благодарам.